Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за волјата Божја. Најпрво, што значи зборот волја? Волјата е една од функциите на човечката душа, преку која имаме можност, заедно со разумот и чувствата, да ја контролираме нашата активност и да управуваме со нашите постапки. Преземајќи одредени одлуки, ние ги постигнуваме нашите цели. Волјата ги поттикнува луѓето да ги постигнат своите желби, задоволства и тежненија, но истовремено им помага и да управуваат со нив. Но покрај нашата волја, ние, христијаните, знаеме и за Божјата волја. Божјата волја не е исто што и човечката волја. Помеѓу овие две функции постои голема разлика. Човечката волја е функција на човекот и бара исполнување на нашите човечки желби, кои се од временен карактер, додека пак Божјата волја има траен, вечен карактер. Божјата волја е функција на Божјото битие. Светото писмо, а особено Светото Евангелие, зборува и повикува на исполнување на Божјата волја, затоа што без исполнување на Божјата волја нема спасение. Овој пат ќе се потрудиме да одговориме на прашањето: што е Божја волја? Каде се пројавува Божјата волја и како да ја препознаеме Божјата волја? Па да почнеме. Што е Божја волја? Има луѓе кои, отфрлувајќи го Божјото постоење, априори ја отфрлат и Божјата волја, или обратно, негирајќи ја Божјата волја, го негираат и Божјото постоење. Божјото постоење и Божјата волја меѓусебно се поврзани и не можат да се одделат. Бог постои од вечност и го создаде човекот од љубов за вечен живот. Човекот е создаден по Божји лик и подобие. Ликот ни е даден, а подобието или уподобувањето кон Бога ни е зададено. Тоа ни е задача која треба да ја исполниме. Дали ќе ја исполниме ќе зависи од нашата волја. Уподобувањето кон Бога всушност е исполнување на Божјата волја. Тоа не води во вечен живот. Неисполнувањето или прекршувањето на Божјата волја е грев. За секој грев следува и Божја казна. Во молитвата Оче наш се вели: да биде волјата Твоја како на небесата, така и на земјата. Што значат овие зборови и што всушност бараме од Бога со овие зборови? Тука пред се молиме да не биде на земјата се онака како што ние луѓето сакаме, туку Бог да управува со нас и ние да живееме на земјата како што живеат ангелите и светителите на небесата. Тоа значи се на земјата да се извршува според Неговата волја, исто онака како што е на небесата. Ќе прашаме, зошто е тоа неопходно и дали не е во спротивност со слободата што ни е дадена при создавањето? Кога бараме живот согласно Божјата волја, тоа значи ние бараме Бог да ни помогне во искоренувањето на безбожништвото и човечките заблуди и наместо нив да владеат доброчинството и вистинската вера и љубов. При тоа ќе напомнеме дека Бог не врши влијание врз нашата слободна волја, туку ни нуди одбегнување на злото, ни нуди друг правец кој што ќе биде од општа корист за сите. Но, за жал, сведоци сме дека тоа не е секогаш така. Ние ја читаме молитвата, но и понатаму продолжуваме да се управуваме според нашите желби, заборавајќи на волјата Божја. Ќе праша некој, зошто тогаш Господ допушта да се управуваме по сопствената волја, а не по Божјата? Треба да се знае дека Бог го создал човекот и ангелите како слободни суштества, без да врши било какво влијание врз слободата на волја и на нашите собствени желби
и одлуки. Нашето вечно спасение да биде наш избор и наша волја, без да ни биде наметнато од Бога и без да бидеме принудени за тоа. Господ допушти и ангелите да бидат слободни во послушноста кон Бога, но еден дел од ангелите стана непослушни и отпадна од Бога, постанувајќи творци на злото, односно ѓаволи. Според тоа, изборот ќе биде наш. Дали ќе се определиме кон извршување на Божјата волја или пак ќе се определиме кон злото. И во едниот и во другиот случај ние нема да имаме право да кажеме дека Бог учествува во нашиот избор. Затоа во молитвата Отче наш се молиме Бог да ни помогне во извршувањето на Неговата волја, но не и да не принуди. Бог го љуби целиот човек и во нашето постоење нема ниту еден аспект кој нема потреба од учество на Божјата волја или на Божјата љубов. Исполнувањето на заповедта на љубовта не станува само преку одделни пројави и жртви на човекот, туку преку неговото потполно себе принесување. Човекот е повикан да го возлюби Бога со сето свое срце, со сета своја душа и со целиот свој разум. Тоа ќе го постигнеме преку запазувањето на заповедта на љубовта, која е најголема и таа бара од нас внатрешно собирање и враќање на умот и на сите душевни сили во срцето и усмерување кон Бога. Тоа е подвиг што треба ние сами да го направиме. Како се пројавува Божјата волја? Дејствувањето и пројавата на Божјата волја за нас луѓето е несватливо. Таа произлегува од Божјата суштина, која ние со нашиот разум не можеме да ја разбереме. Но се случува поради неразбирање на волјата Божја да одиме дотаму што некои обични појави во животот ги препишуваме на Божјата волја. Така за символичен настан ќе слушнеме: тоа е по Божја волја, или тоа така се случи оти Господ, така сакал и така одредил. Се прашуваме зошто и во најситни настани ја бараме волјата Божја и при тоа го заобиколуваме човечкиот фактор. Гледајќи колку несреќи се случуваат во светот, ќе добиеме впечаток дека Бог е создател на злото, но тоа сигурно не е така. Бог е љубов и од љубов го создаде и човекот за да биде соучесник во неговата доброта. Творец на злото е ѓаволот. Дали за сите болести треба причината да ја бараме кај Бога? Дали за војните што се водат треба да велиме епак Бог така сакал? Не, туку тоа е слабост на луѓето. Оти ако луѓето не можат или не сакаат однапред да се договорат, не можеме да ја бараме вината во верата и во Божјата волја. И при појавата на болести најпрво треба да видиме каква е нашата улога за појавата на истите. Не е оправдано да велиме дека причината за несреќите во светот е Божјата волја. Во Евангелието јасно се говори: мудар е оној човек кој го слуша Словото Божјо, но и го исполнува. Многуми не доаѓаат во црква само како по обичај и не веруваат во моќта на молитвата, затоа што верата не е нивно убедување. Не секој што вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот Отец, кој е на небесата, вели Господ Христос. Исполнувањето на Словото Божјо е одлика на мудрите, набожните и верните. Не е доволно само да ја слушаме верата, туку да ја исполнуваме и да живееме согласно законот Божи. Некои велат: јас сум верник, јас верувам во Бога, јас постам и слично, но на дело покажуваат работи кои се спротивно на учењето на црквата. Таквите Господ Христос ги нарекол лицемери. Некои луѓе одат дотаму што волјата Божја ја барат и во најситни настани, како на пример, дека некоја случајна средба се случила затоа што Господ така одредил, сведувајќи ја Божјата волја како навигацијска појава.
Ајде да се сложиме со тоа дека можеби тоа и не е толку лошо, но да се запрашаме, дали ние сме направиле нешто за верата, та Бог да не удостои со некакви откровенија. Секоја професија во животот се гради од почетокот и од основата. Ако е здрав темелот на куќата, и таа ќе биде здрава. Ако ние сме ги пропуштиле почетните лекции во образованието или сме ги прескокнале почетните скали во верата, со какво право ќе се надеваме дека Бог чини чуда за нас? Не е оправдано во животот секогаш и во се да ја бараме волјата Божја, а при тоа да не сме направиле ништо за верата. Може ли некој доктор да каже дека е добар специјалист по медицина ако не завршил соодветно образование? Сигурно дека не. Секој може да си прилепува разни титули, но тоа треба да го оправда со знаење и квалитет. Така е и во верата. Точно дека набожните луѓе никогаш не се откажале од надежта во Бога и во Неговата помош. Верните луѓе пред започнување на секоја позитивна работа во животот најпрво пристапуваат кон молитва, па ако има услови и кон примање на светата причест. И во тој случај пак велат, ќе ја завршиме работата ако Бог сака, тоест ако сме ја исполниле волјата Негова. Без набожност и без молитва не можеме да пристапуваме кон пројавување на Божјата волја. Како и каде да ја пропознаеме волјата Божја? Господ одредил закон кој ние луѓето треба да го исполнуваме и нашиот живот да го усмериме во рамките на тој закон. Тоа е нашата ориентација на живење. Најпрво тука се 10 Божји заповеди и заповедите на блаженствата. Ако направиме сублимација на Божјиот закон, ќе видиме дека се сведува на 2 заповеди – љубов кон Бога и љубов кон ближните. Бог во совеста ни всадил способност да реагираме кога нешто не е во согласност со Божјиот закон. Секој нарушување на заповедите ни го нарушува душевниот мир и совеста на срцето. Затоа, кога ќе достигнеме состојба на душевен мир и мир на совест, дури тогаш ќе можеме и во најситните појави да ја препознаваме волјата Божја. Оти рековме, исполнувањето на моралниот закон е наше уподобување кон Бога. Дали го познаваме и дали го исполнуваме и дали живееме согласно тие заповеди? За жал, ретко ќе сретнеме луѓе кои во целост ги исполнуваат Божите заповеди. Ако тоа не го правиме, тогаш како можеме да сакаме да ја знаеме волјата Божја? Преку гревот кој е основа за сите зла во светот, не можеме да ја спознаеме волјата Божја. Затоа неоправдано е да ја бараме волјата Божја во настани или појави кои не се во согласност со Божјиот закон. Духовноста и исполнувањето на волјата Божја. Често зборуваме за духовност, но дали знаеме што е вистинска духовност? Најкратко речено, духовноста е соединување со Бога. Тоа се постигнува преку вршењето на волјата Божја. Пресвета Богородица со личен пример ни покажа како треба да се извршува волјата Божја. Кога ангелот Господови се јавен во Назарет да и каже дека ќе го роди Спасителот, таа најпрво со неверување ги слушаше неговите зборови. Како ќе биде тоа кога јас не знам за маж, рече таа. Но кога ангелот ја објасни дека зачнувањето ќе биде со посредство на Светиот Дух, таа рече, еве ја слугинката Божја. И Господ Христос ни покажа дека Он ја извршува волјата Божја, волјата на неговиот Отец. Евангелистот Матеј запиша, Оче, ако може да ме одмине оваа чаша, тогаш нека биде волјата Твоја. Со ова Христос ни покажува дека и покрај големите страдања што ќе ги претрпи, нему му е задоволство да ја извршува волјата на својот Отец. Слично на ова светиот апостол Павле вели, се распнав заедно со Христос и јас повеќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело,
живеам со верата во Синот Божи, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Светителите не се прославени од Бога затоа што ја извршувале собствената волја, туку Божјата. Волја Божја е и ние да бидеме свети. Всушност Бог затоа го создаде човекот, да биде свет. И ете човекот стана како еден од нас. Сите сме повикани кон оваа цел. Вечниот живот треба да ни биде приоритет во овој земен живот. Светите апостоли уште при првиот Христов повик препознале дека тоа е волјата Божја и оставајќи се тргнале по Христа. Исполнувањето на Божјата волја ги направи најпознати и најголеми проповедници на Евангелието. Сите ние кои сме крстени во Христа, повикани сме да бидеме апостоли Христови. Вие кои во Христа се крстивте, во Христа се облековте, вели свети апостол Павле. Исполнувањето на законот Божија е вистинската духовност, љубов кон Бога и љубов кон ближните, а плодот е заедница со Бога. Исполнувањето на волјата Божја бара одрекување и жртви. Извршувањето на Божјата волја често носи и тешкоти. Тоа Христос ни го докажал непосредно пред страдањето во Гециманската градина. Тогаш он, како човек, чувствувал тешкоти, знаејќи дека смрт ќе претрпи. Не сакајќи да се откаже од исполнувањето на Божјата волја, пристанал да претрпи страдање. Висејќи на крстот, он на Голгота ни испраќа порака и нам денес. Без разлика со какви тешкоти ќе се соочите, не отстапувајте од извршувањето на Божјата волја. Во Евангелието според Матеј, Исус вели: кој ќе истрае до крај, ќе биде спасен. Или кој нема да се поколеба, ќе биде спасен. Исполнувањето на Божјата волја бара многу одрекување во животот. Не е можно да живееме во сладок и удобен живот и да велиме дека ја исполнуваме волјата Божја. Секој позив и професија во животот најпрво бара жртви, бара одрекување и страдање до постигнувањето на одредената цел. Благодетите ќе се почувствуваат отпосле. Спортистите, за да постигнат големи успеси, подложни се на големи жртви и на одрекувања. Така е во животот, но така е и во верата. Плодовите од тешкотиите во исполнувањето на Божјата волја ќе ги почувствуваме во вечниот живот. На крајот ќе кажеме: волјата Божја постои, но за нејзино препознавање непосредно неопходно е да се придржуваме кон Божјиот закон. Амин.